Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Бизнис Муабети на Фактор МК. Уште ова и следната недела веќе доаѓа новата 2025 година. Во ова издание на Бизнис Муабети на Фактор МК имаме една интересна бизнис приказна која што трае еден век. 100 години Прилепска пиварница. 2025-та ќе биде 101 година Прилепска пиварница. Наш гостин, првиот човек, Сашо Самарџиевски. На самиот старт, бидејќи полека но сигурно не обзема и нас новогодишната еуфорија, поздрав до нашите пријатели од Форманова, за амбиентот кој што го гледате. Доколку го посетите нивниот сајт formanova.com.mk, ќе видите дека станува збор за навистина голем број на попусти, новогодишни попусти кои што следуваат. Имате и ситуација чекај попусти на се она што е од производите на Форма Идеале или Форма Нова, како сакате. Нивниот салон во Скопје во Годел, комплексот Годел, а додека имате салони и во другите градови во Македонија, како што се Куманово, Штип, Тетово и така натаму. За новогодишниот амбиент во Бизнис Муабети на Фактор МК пак се нашите нови пријатели од Ангел Тренд од Охрид. Тие го имаат на големиот хом центар во Охрид, меѓутоа имаат и локации во Скопје, едната е во Ново Лизиче, другата наскоро во центарот на градот. Се она што ви е потребно за дома секако го имате во Ангел Тренд. Ангел Тренд е задолжен за да имаме ваков новогодишен амбиент каков што имаме. Наш гостин, како што реков, во Бизнис Муабети, првиот човек на Прилепска пиварница, Сашко Самарџиевски. Сашко, добро дојдовте. Благодарам за поканата, Мишков. Како сте? Ќе смија да бидам тука со вас. Како сте во Скопје малку излудува, така со прашање со вракиот е Бога лудиво. ми секоја чест на вас тука кои што седите. Се мачиме. 4 километри 40 минути. Во Прилеп не е така. Тоа е она што претпоставуваме не само вас туку, генерално сите кои да помини татко ми кога ќе дојде вака, кога ќе погледне боже кај одат сите овие луѓе со овие автомобили. Мислам дека малце не е добра политиката на централизирање на се во едно место. И тука како држава подбацивме, а требаше да се угледаме на урнекот од Словенија. Мислам дека многу по рамномерен развој има на целата држава и немаше потреба од се да биде концентрирано на едно место и затоа и градот се гуши сега, пошто Малтене пола Македонија е тука населена. А нема инфраструктура. Ај сега вака издишавте ли малку, бидејќи се договаравме за овој интервју поприлично Долго време. долго. Не е долго, бидејќи јас знаев дека имате голем јубилеј, еден век или 100 години, 2025 ќе биде 101 година Прилепска пиварница. Издишавте ли малку, се релаксиравте ли? Да ти кажам право, еве можеби со ова интервју веќе го заокружуваме. Ја заокружуваме ова година јубилејна на 100 години. Веројатно ова за оваа година последното интервју кое го давам по повод 100 годишнината. Па добро, ова и бизнес. И од другата година ќе почнеме за 200 годишнината да размислуваме. Да. Колку е бреме 100 години? Сега вие, па пред вас беше вашиот татко претходно, јас и со него кога правев муавет своевремено. Да. Влечува по прилично бајаги историја ова пиварница. Колку е бреме ова 100 години? Знаете, Мишко, ако гледаш дека државата толкава колку што ни е, самата држава, да речеме од осамостојувањето, претходно, да речеме од Втора светска војна, како самостоен ентитет, да речем, е релативно млада држава, 100 години е поприлично голем јубилеј, многу малку фирми може да се пофалат со ваков јубилеј од 100 години. И самото тоа представува бреме за нас сега современиците да продолжиме на патот на кој што трнале нашите предци и предците пред нашите предци, да продолжиме на успешна приказна и да оставиме некој белек во целиот овој период на новите генерации кои доаѓаат. И се надевам дека сме на добар пат и успешно тоа го правиме. Секогаш може и повеќе, меѓутоа со оглед на околностите во какво милје функционираме и работиме овие 30 на години.
мислам дека до сега добро стоиме. Добро, вие сте заедно, цено дополнувате со вашата сестра, со Пандорче. Да. Бидејќи се познаваме и лично се, не знам колку се распределени и поделени обврските, меѓутоа најголемиот терет е врз двајцата, во секој случај поделен е теретот. Значи, сестра ми Панде, таа е по вокација дипломиран технолог, инженер, и таа е повеќе присутна и фокусирана на производството, инвестициите и развојот во однос на производството. Јас сум по вокација економист и повеќе сум посветен на комерцијата, на продажбата, на селс, на финансискиот дел во фирмата, на општоправните работи, меѓутоа секако дека нема тука резка граница, еден со друг се надополнуваме. Морам да кажам дека јас ја чувствувам неза како од голема помош, верувам дека и таа мене, меѓутоа не е тоа само успех на двајца луѓе. Ако немате група на соработници кои што секојдневно работат со нас на сите проблеми тековното работење, сигурно дека приказната немаше да биде успешна како што е. На што сте најмногу горди? Кога е Прилепска пиварница во прашање, во смисла на пивото или на газозата, се насмеавте кога реков газоза освежува и изближува, тоа е еден бренд кој што е создаден од типот на оние големи брендови, нели, кој ќе отидеш дај ми газоза, мислиш взимаш друго нешто што е слично на газоза. Имаше една изрека оригинална газоза, пошто као другиве сите се неоригинални. Меѓутоа, ја мислам дека не е флоскула, ако кажем, пошто сега се нешто, сите компании, сите менаџери го потенцираат исто така вработениците, се најголем капитал на фирмата и така. Ние сме горди стварно на луѓето. 251, тука пише во оваа книга за 2023 е ова. 2024 е 270. 270 вработени. Вработени директно. Добро. Така да на нив сме најмногу горди, затоа што целата оваа приказна без нив немало да биде успешна. И мислам дека стварно и така се осеќаме ние баш како едни од поголемите собственици на компанијата, како менаџери, дека без добри вработени, добри соработници, нема да има успех, а со добри соработници, добри вработени, сите премрежи, сите планови и таргети можат да бидат достижни. И мислам дека нами сте најмногу горди, а брендовите се исто така еден резултат на работата на сите нас. Тешко е да создадеш бренд или тешко е да го или уште потешко е да го одржиш? Па ја мислам дека потешко е да го одржиш. Бренд можеш да стартуваш да го создаваш, меѓутоа еден период на заборавање или на намалување на инвестирање позади брендот може да донесе такви негативни реперкусии за брендот што после години треба да се опорави. Мислам дека тоа одржување и градење нагоре, мислам континуитет, е потешко отколку на стартот да почнеш да го градиш. Битолчани повеќе го сакаат Прилеп или Битола? Односно, Прилеп или Скопје, сакав да кажам. Па ја мислам дека како комшиски градови поблиску сме тука со Прилеп. Ако изнесеш две пива, ДАП и она конкурентската. Да. Што бираат? Па сега во моментов бираат најмногу Крали Марко. Да. Да, нашиот друг бренд на пиво, Крали Марко, да, Прилепско. Фактички Крали Марко е пивото кое што слави 100 години, башка од пиварницата, пошто тоа е првиот бренд на компанијата кога е основана. И истата формула е задржана на пивото? Не. Адаптирана е малку? Фала Богу, тогаш било мануелно производство, било рачно производство. Сега се работи со хай-теч технологија. Па не, добро, ама формулата е таа, знаете, вие формулата е и Пепси ви постои на вас колку време, па таа е формулата, така? Добро, Пепси е многу поедноставно затоа што добиваш готов концентрат од некој производител, од Пепси кола директно. Имаш рецептура по која се прави и тука нема отстапки. Пивото е затоа мислев за Крали Марко за рецептурата. Пивото е малце поделикатен производ затоа што налик на виното се разликува секоја година жетвата, односно јачменот, од кој што е главна суровина за пиво, па исто така е хмелјот се разликува секоја година
И ти секоја година треба да го балансираш добро таа рецептура, никогаш не е една стандардна, варијабилна е за да го задржиш истиот вкус. Како и вината, значи секоја година секоја реколта не е иста. Да, зависи од И зависи од лозјето и годината, грозјето. зависи од лозјето, временските услови и така Ова натаму. прашање за пандеца повеќе. Да, ама мислам Душано јас и вие толку сте години упатен. сум сегата, тие основни безик работи и за производниот и за производството ги знам. А сега вака, лаички, зашто толку форс ударивте на Крали Марко? Шо дапчето го тргнавте? Не, на- Дабот на- има уште повеќе буџет за разлика од Крали Марко. Крали Марко ние го ревитализиравме, да речем, како бренд од 2004 година. Поевтине, така? Да, малце поевтин. Некој 8 до 9% е во маркете поевтин. Ние го вративме на сцена 2004 година, тоаш беше 80 години од постоењето на компанијата. Еден период од негде 94-5 до 2004 10 години беше прекинат. Тогаш се појави едно пиво кое после исчезна, Кроненбир се викаше. Да, но тоа се сеќавам. Да, Кроненбир се викаше. И после, значи од 2004 повторно го вративме брендот Крали Марко и мислам дека беше прав потек на менаџментот, кој се покажа до ден денеска дека е успешна приказна. Па добро, ти лови онака малку патриотски. Па има, и знаете, патриотски не, дел. брендот сам по себе има што вика англичаните, има легас, има позадина, има историја, има оставштина од минатото. И тоа луѓето го препознаваат, повозрастните генерации се растени со тој бренд и за многу брзо време го прифатија повторно и мислам дека тоа беше стварно клучна одлука во тој момент да го направиме тоа и за да сега ги бележиме овие резултати кои што ги бележиме. А ние ставивме и позади брендот доста во последниве години доста маркетинг буџет и мислам дека тоа вроди со плод. Малте не сега и младите го сакаат како некој ретро производ кој што сега ретро се. А Дабот е помал од Крали Марко, Да, така? тој е 2000-та година. И тој е ваша измислица? Да. А зашто Златен Даб? Па приказната за Златен Даб има една логика. Тогаш инвестиравме 99-та година, инвестиравме нова технологија во пиварницата. Прв пат монтиравме цилиндрично-конусни танкови кај што ферментира пивото и се доби нов квалитет на пивото. И беше глупаво да истото пиво да се продава под истиот бренд Кроненбир, кој што не беше бренд достоен. Да. Не беше бренд јак за да може да ги убеди муштерите и конзументите дека е исчекор напред. Технолошки и по вкус и по се. И се одлучивме дека треба да лансираме нов бренд, ама да го изградиме од нула. И тогаш се думавме, имаше доста размислување и агенцијата која што работеше во тоа време Ovation, како да се вика, како да биде крстено пивото, се работеше неколку месеци и имаше голем избор, некои 12 или 15 беа имена, да. Се правеше селекција, дојдовме до 3 селектирани имена, филтрирани, и од тие 3 ова легна некако баш најдобро заради тоа што има позадина во времето кога е основана пиварницата, првите бочви во кои што е одлежувано пивото биле од Дабови. Да. А имаме тука во близина едно место, Царев Златен Даб, во близина на Прилеп. И од тие дрва правеле бури на мајсторите, за да одлежува пивото. Имаше некој линк, некоја конекција Златен Даб, со Прилеп, конкретно. А има и една поговорка, па и таја беше дел од една кампања од Марко Цепенков, од времето кога ги собирал тие народни поговорки. Народот викал, ако се фаќаш, фати се за Даб, не за шип. И така се поврза една работа тука на локално ниво да биде Златен Даб. Прилепченец пие конкурентско пиво од Даб? Не знам. Па многу малку. Може би ти можеш ти пиеш заради да видиш конкуренцијата, си се напил, ама не пиеш. Не, ние
Ја Не, јас се лично видам могу да го... Не, ја лично, знаеш, не, на не, шега ние го ги, тираме муавето. не, па, и шега и не е шега. Факт е дека како пиварница имаме обврска да следиме пивата кои што се на пазар. Да се дегустира и лабораториски да се испитува. Не, И ние несомнено имаме е обврска вашиот- тоа да да, го правиме. несомнено. Така да е то интерно внатре во компанија да се прави. Меѓутоа, малце сега небулозно мене да ме вида со друг бренд. Да, со друг бренд. Така да, во јавност не, а иначе лабораториски имаме и да речем истренирани дегустатори на пиво кои што ги дегустираат пиво. И нашите и Да. Многу интересно тоа. Како ги цените луѓето, например, кога прават разлика? Јас, например, имам пријатели кои што ќе кажат, ако отиде во кафејање, ако нема дап и ту, бре. Да, Знаеш, тоа, мислам дека подобра реклама од тоа, Да, ќе говорам подоцна за тоа, нема подобра реклама од тоа. Таа Како ова да таа ни реклама дапи, е најдобра, меѓутоа е најспора и најтешка. Значи тука се работи за лојалити и тие лојални конзументи стварно се тешко да ги направиш и да ги одржиш. Добро, и за вкус се работи, за убавина, па знаеш, затоа и за велам, тоа е многу освежување, тешко, не е само многу- за пиво, туку е за се. Да. Да речем со кај што е вкус во прашање е многу тешко да ги свичуваш луѓето лево и десно. И тука треба многу време, напор, многу инвестиции, убедувања, маркетиншки кампањи и сето тоа да направи една слика во главата на еден конзумент дека се работи за квалитетен продукт. Едно сум приметил. Се може не прегруп збор, но знам дека влажувате, сакав да кажа фрлате премногу пари, но влажувате по соодветен збор, влажувате многу во маркетинг, во реклама, особено кога е во прашање дабот кога е во прашање. Тоа реклами кои што се онака баш додека не се појави производот, едноставно мислиш дали е вистина наш производ. Пиво, да. Особено за давот, Да, например, ги правите неверојатни тие реклами. Па мислам дека за да покажеме еден голем исчекор за разлика од да речем во тој момент кампањите кои што постоја за пиво, сакавме да бидеме нови, да покажеме еден новитет, еден нов пристап во маркетингот и стварно сега не знам дали е прав збор фрлење, не е фрлење, е инвестиција. Не, вложување, инвестиција. Да, Јас инвестиција, сакам да пошто кажам. А и фрлање не во негативна конотација, туку една обука кај што бевме имаше маркетиншки еден експерт и вика трошоците во маркетингот треба да бидат инвестиција, не трошоци. Така пошто ти инвестираш во бренд и таа инвестиција се враќа. Значи ти не се тоа фрлени пари па готово завршено. Значи ти инвестираш и очекуваш return of investment. Така да поприлично треба да се смени и мајндсетот кај луѓето, посебно во фирмите кои што работат во оваа индустрија FMCG индустрија, значи на производи кои што се брзо обратни, дека секој денар вложен во маркетинг е инвестиција, не е фрлање. Правите фидбек? Во која смисла дали правите фидбек? Например, што има најмногу, што допира најмногу до правиме анализи на пазарот, на дали пример, рекламата, дали етикетата. Ја на пример многу се лажем на изглед, на визуелниот етикета. дел, да. И ќе ми рече таман само купуваш нешто непробано. Знаеш вака кога ќе се бенди со нешто. Да. Добро, значи факт е дека истражено е значи во психолошкиот дел од конзументот, значи ние сите сме конзументи. 70% од нашиот мозок работи ирационално, тоест работи на визуелен ефект. Не работи рационално, ова сакам да го пробам заради тоа што ми каже да те лажи визуелниот ефект. Тие 70% се огромен процент во одлуката за да го купиш или не. Така да многу се обраќа внимание на надворешниот изглед на секој продукт, не само на пиво. Што само 30%, ама добро, види, ти 70% окей, она психолошки гледано, но пак знаеш, еднаш можеш да го прелажиш, но ти мораш да го имаш квалитетот во крајна линија. Значи 70% ти е за првото фајчење за производ. Да, јас сум се прелажал неколку ако пати, си излажиш готово, чао, пријатно. Затоа е многу битно производот ти внатре да биде квалитетен. Али ти да имаш квалитетен производ, да имаш лоша амбалажа, никој нема да постигне по тој производ, затоа што ги губиш тие моменти на нерационално разбирање, посегнување
со раката по производ, по некој што е визуелно добар. Се внатре се очекува дека треба да биде квалитетен производ. Ако не е квалитетен, ти еднаш ќе го добиеш тој потрошач и после го губиш. Зако го правиш спотот, бидејќи ти си во тој дел во економијата, во маркетингот. Тие спотови делуваат, реков, исклучително светски во смисла на тоа што се појавуваат убави лица, убави девојки. Продукцијата е добра и скапа и добра, така, скапа се гледа како да не е овде, како да е за не знам за некој екстра луксузен бренд. Тоа има влијание кај потрошувачот? Да. Мислам дека еве и ти сега ги памтиш тие спотови кога ние почнавме стварно. Ама не, ја памтам и газоза освежува и изближува. Да, ама таа не е продукцијски, таа не е продукцијски таква затоа што производот не е за таа категорија на луѓе. Значи газозата како производ е како би бренд, не може да се компарира и да се носи на пазарот со интернационални брендови. Така да имајќи во предвид незината позиција на пазарот и за кој конзументи е наменета, то се фамилиарни луѓе за фамилија и така натаму, не се конзументи, да речем, тинејџери, тоа е производ за дома. Да. И толку таква и продукцијата. Кај пивото, за да истапиш еден корак понатаму отколку се она што беше претходно постоеше на пазарот, бараше да имаме стварно екстра скапа продукција, многу добри спотови и добар дизајн на шише, добра дизајн на етикета. Ние кога се појавивме со зелено шише, бевме првите на македонскиот пазар што се појави со таква етикета, самолепливе и такво шише и пулов капач. До тоаш немаше во Македонија пулов капач. Сам да отвориш. Да. Тоа беше од, да речем, заштитен знак на Туборг. Ние пошто Туборг го носиме исто така како ексклузивни дистрибутери во Македонија. Таа иновација не бендиса и сакавме да имплементираме на наш производ и тоа го направивме, кошташе енормно скапо. Меѓутоа вредеше за тоа што сакавме да го постигнеме, брендот да го искачиме на едно многу повисоко ниво од претходно. Иначе ќе беше со вилючката. Така? Иначе беше со и со или шише со шише, Да не претеруваме сега некои со заби отварат, тоа е друго. Има ли врска дали е зелено или кафеаво шишето во однос на вкусот? Има. Што е? Има ако производот постои на рафт или во фрижидер малце подолго од, да речем, повеќе од 2-3 месеци, светлината која што на зеленото шише пошто е потранспарентно од кафеното, таа светлина влијае на вкусот на пивото. Кој е поубаво? Кој е повкусно? Сега тоа... Тоа се ствари на вкус. Не. Јас можам да ви кажам дека сок газиран, ако сакате пепси, ако сакате газоза, мене во стаклено шише ми подобро отколку во пластик. Не правиме за тоа муабет за материјалот на амбалажот. Стално е стаклото подобро и најдобро за пијалок. За било кој пијалок стаклото е број 1. Пластиката никогаш не е добра за пијалок, затоа што е порозна, излегува CO2, со тек на време се дегазира производот, влијае на надворешна светлина и така натаму. Стаклото како материјал за амбалаж е секогаш најдобро од се. Меѓутоа сега да зеленото стакло или кафеното стакло, тоа е ствар на вкус. На некој зеленото му е подобро, гледате сите светски брендови се во зелено. Не, некој ќе рече дај ми зелено, не ми дај ви сега. Ама има територии, има региони во Македонија, на пример источниот крај, таму на кај Каменица, тој ако има во зелено шише му продаеш пиво, го враќа назад. Значи има и вакви и такви, тоа е затоа ствар на вкус. Тој прифаќа само кафено шише. А чекај, и кај пластиката има врска зелено и кафеаво? Не, пластика, само за стакло правиме. Ами таму има зелен и кафеаво. Таму пластиката по дефолт не е добра за пијалци, по дефолт. Значи ја за пиво е па уште. Сега да не ги разочаруваме оние што не гледаат сега, бидејќи сега... Не, во смисла се губи побрзо квалитетните својства на производот. Види, ние на слави кога ќе се прават или било што, се взимаш од тие литрипол. Тоа е литрипол, тоа е прагматично и економично пакување, а квалитетот на производот е подобар во стакло. Не е дека ова и ваму е отровен, него квалитетот на производот и својствата кои што ги содржи производот во стакло се многу подобри отколку во пластика. Тоа пластиката кога се појави? Ја како дете сум научен, оние ги знам, тие полулитарски. Таа пластика се појави од просториите кај што беше
сиромаштија, да не речем, пред 20 и кусур години. Првим почна во Бугарија и се префрли кај нас. Почна Србија и после дојде и кај нас. Тоа е 2003-4 почнавме ние со пиво во пластика, претходно нема. Добро, овие големиве на пример по светот што продаваат? Пепси што продаваат? Ама ти ме прашуваш за пиво. Да, ама сокови Соковите се од 80-тите години почнати во пластика. Ние на Прва е Кока-кола што почна во пластика. Ние сме како дечишта, значи пиво оние полулитарски, и сега зашто велам шишето го велам она полулитарско, бидејќи во такви апропо сиромаштијата, во такви се правија и оние приватни. Да, бе, Секој да, имаше приватни пиварница сокови, да, и сокови да, се од прават гаражи. газирани сокови, гаражи, ваков да. оранж, Да, таков оранж. Така да пластиката за сокови е почната уште 79-80 година, прв пат. А за пиво, значи ние почнавме 2003 или 2004 така нешто. А во претходно светот нема. има? Како? Во светот имаат вака пива литро и пол друго во пластика или многу Литар и слабо? пол има во светот, меѓутоа се low budget, не ги, да речем, не се. Аха. А како Популарно. купуваат тамо? Во шишиња, Во така? шишиња, да. Цело, и Да, и даваат лименки. исто соковци? Да, да. А лименката Шишиња и каква е? Како можете да се терам? А лименката? И лименката е поубав вкусот од пластиката. Лименката е исто така е добар, меѓутоа нормално ако помини подолг временски период пивото во лименка, повторно добива еден вкус што е не може да се избега од таа судбина, добива вкус на лименката. Абсорбира и после, на пример, 7-8 месеци ако пробаш пиво, во лименка има еден вкус кој што, да речем, заради многу стоење во лименка и го добива тој материјал. И тоа го има сите пива. Не е битно кој бренд е, значи сите светски пива во лименка после X време стоење во лименка добива таков вкус. А газоза нема во лименка, нели? Како да фати фија газоза од старт? Има 0,33 има лименка. Па не сум видел јас. Ама таму Прилеп да не продавате само, не сум видел. Не. Има секаде Се шегувам, не сум видел, стварно не сум видел. Тобаковци, по ова по нас. Лименка газоза? Не сум ја видел. Пуштивме линијата за лименки ја пуштивме веднаш после короната 2021 година и тоаш почнавме сите пепсини производи во лименка, пивото во лименка и газоза во лименка. А те шалтам од тема на тема, тоа газозата крушка ли е? Арома на крушка, да. Арома на крушка. А како, од што се прави? Или тајна е? Од концентрат. Концентрат го добиваме по наши Не, барања. рецептурата е ваша, но тоа треба да е, тоа е крушка, така? Да, ама арома е, иначе концентрат, сега ја не сум многу специјалиста, знам дека таму се мешаат одредени состојки и аромата е од круша и тоа е секој конзумент што го... Од кога беше газозата? 78. Зарем, толку таа е со мене, значи. Не знам. Роден ден, па јас сум 78. Да. Толку ли години е газозата, не сум знаел. Значи, тоа вашиот татко ја промовираше? Татко ми ја има, кој бил директор генерален во тоа време, тој има промовирано прв пат и од тој ден па до ден денеска си постои како бренд во Прилепска пиварна. Тоа бидејќи имате извозен момент. Да. Во извозна компонента што е? Гледам Австралија, не знам каде таму се... ние, пошто сме лиценцопримачи на Пепсико производи, на Пепси концентрати за производство на Пепси производи, само за Македонија имаме забрана да продажба на Пепси производи надвор од Македонија. Значи, Пошто има други, претпоставам, така? Да, во секоја држава има Пепси производител. Така да надвор можеме да продаваме само она што е наш бренд, а то се пивата Златен даб, Крали Марко и газоза. И што, кај најмногу се продава? Па газоза продаваме доста во Австрија, уште одамна, уште пред 20 години. Во Австрија? Австрија, да. Австрија, Швајцарија, Германија, Австралија, а пивото Австралија, Америка и Албанија сега последно, од лани. Види и германците на газоза на... Да, има во неколку маркети. Ја бев и во Австрија, неколку ланци на тие хард дисконтери ја има газоза. И купуваат? Да. Па не знам дали имавте прилика пред години, не знам, пред 5-6 години. И колку пари газоза? Се појави газоза, не знам, во онаа серија на Blacklist. Леле, ми текна, И текнува дека имаше по портали. Да, Назад во позадина постоеше Прилепска газоза во серијата.
А таа серија снимана, баш таа серија ја снимале во Њу Џерси, а во Њу Џерси имавме увозник наш македонец кој што ја носеше. Газоза. Да, и тој продуцентот веројатно, не знам по кој основ, ја поставил таму во сценографијата и се појави на Тие во го серијата. прашале од кај од Македонија, тие таму не у авторски права не знаат што е, како е претпоставено друго, ама. Се чуделе, мислам, тие веројатно така е поставена таа, ама за нас значеше многу. Таа беше култна серија и ден денеска мислам е гледана. И колку пари е газоза во Австрија? Литр и пол? Па не знам сега да ти кажам право, мислам јас ова сега што памтам е многу одамна. Мислам дека беше негде на ниво од 70 центи, така нешто. Литри и пол Литри и скашише, пол, така? Литри и пол е. Да, 70 и 80 центи. Сега веројатно е поскапува, ти го кажувам пред инфлацијите да почнат да растат. Да. Колку пиво се пие во Македонија? Еве вие, на пример, според ваши. По статистика се пие околу 34-5 литри по глава на жител во Македонија. Значи тоа се зема број на жители годишно. Па не е многу тоа. 30 литри. Не да не е многу, тук сме најслаби во цела Европа и регион. Годината пиво да испиеш. Добро, тоа се дели сега, знаеш како и Не, добро, од младо до сега старо говориме до се. говориме за сите пива или говориме за вашата? За сите. За сите. За сите, да. За сите пива, значи тоа е конзумацијата. Државата ни е таква како што ни е мала и сега конзумацијата по глава на жител е мала, за разлика од, на пример, според Бенот, за да имаме представа што правиме муабет, Србија има 72 литри, 73 литри по глава на жител. Значи, ние дупло помалце по глава на жител. Ама тоа е процентуално сега вака или Не, по глава на жител литри. Добра, ама Србија е поголема. Така да, ама затоа велам по глава на жител. А во Словенија колку пијат? 92. Што збориш? Да. Словенците толку малаат пиво. Па пиво пијат исто како германците тие, нема. А германците колку се? Тие треба да се Тие се 104 мислам. 104. А беа 120 кусур. Паднале они. Паднале. А сок? Сок се пија па мислам повеќе од се пија повеќе затоа што повеќе имаш конзументи за сок. Пиво на пример деца до 16-17 не конзумира. Или многу малце конзумира. Да. Треба да не конзумира. А ние го делиме по глава на жител, значи од 0 години новороденче и најстари до 90 години така се дели. Ама сок повеќе се конзумира пошто има повеќе конзументи. И колку пијат сок? Мислам дека се 60 и нешто литри. Па добро, и тоа не е многу. Па добро е дупло од ова. Па да, добро. Дупло е, ама вода се пие најмногу сега, така. Флаширана вода. тоа не знам кој тренд е ни од кога почнав. Да, сега знаеш како водите кај нас. Кај во Прилеп се пие вода? Од водовото од чешма вака? Се пие, ама тренд е дека секаде од шишина се купува. Вие вода немате, така? Или имате? Како нема. Имате? Како нема. Која е вода? Што сум ја Јас Милош и Аквавива ја носиме. А, добро, за тие знаев, не, ја мислев да не произведувате Не, ваквото ние за тоа. дистрибутер од 2012 сме дистрибутери на Кназ Милош и на Аквавива. Милош и знам за тие за Аквавива, да. Ја мислев вие сега за тоа ме зборувам. Ја те разбрав, вие немате мисле како на не, ко на Прилеп дали од обично не бија глас, као сте немали. Па не, ово што сме научени у Прилеп цистерните да ги гледаме. Ама не е така, значи знаеш како сега, тоа се вулгаризира работите малце. Ама ако знаеш во Македонија има муабет, а во Прилеп посебно да ти муабет да не ти изва окото да ти ги изва. Оти ако ти изва муабет нема назад. Значи тоа ко немаше вода е многу одамна, ама останало од времето дека Прилеп нема вода. Иначе ова правиме муабет за пред 30 години. Значи Прилеп се го да речам го реши водоснабдувањето уште многу одамна. Се ископаја бунари на различни места, се направија големи цистерни за залихи на вода и така натаму. И што е најбитното, ние како компанија, како пиварница не користиме вода од водовод. Значи ние не ја користиме таа вода што е од студенчица. Оти ние ако користиме таа вода од студенчица, пола град нема да има вода. Значи имаме своји сопствени бунари. 6 на различни места распределени, кои ќе носат водата до пиварница. Ние ја третираме водата по најсовремени стандарди, со реверзибилни осмози, со секакви третирања.
И тоа е обврска и по Пепси кола технологијата, затоа што Пепси имајќи го во цел свет, водата е сегде различна, за да ја доведи водата во состојба на изедначен квалитет, за да Пепсито биде исто секаде, мора да ја третираш водата по нивни стандарди. И тоа се највисоки стандарди за третирање вода. Дури и нашиве заводи ги немаат тие третирање на вода. И ние, имајќи ја таа технологија, ја користиме истата и за пивото. Така да не користиме ни од водовод и некој си прави уште до ден денеска, тие вода нема, пиво ќе продава. Така да тие табуте, да. Почнува конкуренцијата, што... Да, добро, ама тоа се останати некои работи од времината, кога стварно самиот град, тоа е, значи, преминот од Југославија во Македонија, тоа што се делеше, па имаше и проблеми таму од студенчицата од Кичево, од таму изворот. Да. И па имаше проблеми тогаш, ама ова ти го зборувам до 89-90. Добро, а Битолчани нема, Дион има, пивара нема, така ригна. Пиварата се затвори, да. Се затвори, така, пошто не ја земавте вие. Кај кети? Да, Битолчани се отвори. Мишко, не е работа, бизнис е во прашање, ама државата ни е толку мала и пазарот на пиво е толку ограничен, што мислам дека трета пивара нема простор. Е преголем трошок, да. Па рачуни сега дека народов кај нас колку е по статистика, 1.800.000. Ај бе и две нека е, 2 милиона. Не, два, беше два, значи по статистика е 1.800.000. Добро. И сега иселени уште 100.000, 1.700.000. Од нив 150.000, 200 не конзумира пиво, кои пензионери, кои од религиски причини ваму таму, така, значи се сведуваш ти на 1.5 милиона народ. Две пивари се too much, а не па трета. Колку дневно произведувате? Абе, не се рачуна така дневно. Како рачуна? Па сега пиво секој ден се прави така. Да, не се прави секој ден. Значи во летото имаме можеби 4-5 дена, ама во зима во неделата можеби 2 пати. Значи не се прави секој ден се продава, ама не се прави пошто една шаржа е околу 300.000 шишина во еден ден. Секој ден нешто се прави, сок се прави, да, еден ден пиво, еден ден сок, пепси, другиот ден газоза и така. Секој ден има производство, ама не е еден из производ. И дневно колку се, например, кога правите? Дневно е, например, капацитетот на линијата за во стакло, пиво во стакло, пошто сите се башка, е 300.000 шишина во еден ден. Тоа се 15.000 гајби во еден ден. И тие се чуваат во посебна ладна просторија? Тие се чуваат во магазини, да, во магазини. Треба да биде ладно или? Да. А пивото кој излегува е топло? Се извини што прашам вака. Не, тоа се полни на 2 степени. А ладно излегува? Ладно. Па тоа значи најубаво таму кој излегува да го пиеш. Најубаво, ама не треба да го пиеш. Зашто? На вработените му е забрането алкохол. А не, таман работа на вработените уште после ќе појде на дување дрегер, па ќе Да. А колку речи се произведува дневно? 300.000 шишиња. А сок? Сокот зависи на која линија се произведува. Например, ако е во пластика е 10.000 шишина на сат. Тоа значи пута некој 10 сати околу 100.000 шишина. Дневно? Да. Значи тоа е дневно. Лименки по 20.000 лименки. Значи тоа вие ги правите и тоа кој го утврдува тоа? Веројатно ти така правиш проценка што како е во други. Не. Тоа се во производство таму се страми со инженерите, ама линијата си има одреден капацитет, ме разбираш, таа толку е капацитетот. Да го искористиш до 100% е 20.000 на сат. Толку е номиналниот капацитет. Знаеш зашто прашам како изгледа тој процес, затоа што нели ти како велиш секој ден не се полни пиво, има денови кога се полни, во лето имаме повеќе денови, нормално е бидејќи е жешко и повеќе сакаат на пиво. Прашам како оди процесот бидејќи оди дистрибуција, па тоа се продава тој цел еден систем тој. Се произведува 300.000, се складира магазин од магазин, секој ден имаш истовар, другиот ден панови 300.000 и така натаму. Така да овие 300.000 не се продава во еден ден. Не се продава, значи, тие има 4-5 дена за да се прода. Во меѓувреме полниш друго, па и магазинот од секој производ артикал треба да има на лагер. Затоа што еден дистрибутер кој ќе дојде еден камион, тој не зема само пиво, зема, например, пола зема пиво, пола пепси или
четвртина Пепси, четврт газоза и така натаму. Зависи по потребите на пазар. Да. Така да од секој артикал ти треба да имаш на лагер готов производ. И тоа е така една комбинирана машинерија и треба нон-стоп да ги пратиш залихите, производството и така натаму за да не останеш надвор од залихи, out of stock што викаме. Освен Прилеп, каде најмногу се пие Златен Дап или Крале Марко? Па Пелагонискиот регион ни е вака традиционално најголем конзумент на наши пива. Тоа е Прилеп и Битола. После по глава на жител, зборам. Добро. Струмица, Кавадарци Неготино, Добрисне растиме во Кочани, Пробишти. А во Западот? Послава? Па Западот заради религиски причини Затоа прашав, да. повеќе е на сок одреден дел, али Охрид не сме лоши. А вам Гостивртетово повеќе е на сок. Пепси рецептата е што ја имате, е истата рецепта од Централа? Да. Значи Пепси концентратите ние ги купуваме за цела Европа се купуваат од едно место, од Ирска. И рецептурите се исти, така да Пепси како Пепси има стандарден квалитет секаде и мора да биде ист. Додека другите производи кои што се ние ги викаме flavors, значи оранж, миринда, лимон, 7-up и така натаму, од земја до земја се разликува. Се разликува. Се разликува по рецептура. Значи различни рецептури имаме. Тоа е дадено како како рецептура од страна на компанијата. Да се прилагодиш на Не, на принципал, на поднебјето. Значи, но тоа сакав да кажам. Малта троши најмногу 7-up, што е редок случај во други држави, заради температурите таму. И сега таму, пошто е многу жешко, производот е направен така да најмногу му пасува на на то поднебје. Со лајме повеќе, по красатка да речем, не е толку блага, за да освежува. На тие жештини 50 степени треба да не биде толку блага. Така да спрема регионите, такви си рецептурите, а Пепси е стандард за цел свет. И тоа одите во Ирска ги таму ги праќаат. Не, таму се прави спораки шлеперски. Чекај, имате вие имате договори со нив, така? Со Централа? Да. Тие се како годишни? Централата е во Њујорк на Пепси. Добро. И како правите вие договори? Па ние обновуваме договори за лиценца и таму по договорот се знае дека само од едно место за Европа е од едно место. Ирска. Фабриката за Зашо е па Ирска одбрана? Има зашто? Па сега Не знам, има зашто. Веројатно, да? Не е моје да коментирам. Не, окей, како стигнува тоа со шлепери? Немам идеја, немам со представа шлепери, како со стигнува шлепери, тоа. Ја со мислам, вие даваат рецептата нели како порано на не на ливче напише на сега торта го правиш толку јајце, толку тоа. Значи тоа е рецептура дадена од таму, строго Што стигнува до вас? забранено. Што стигнува компоненти кои што треба да се измешаат во миксер се вика и нормално се додаде вода, шеќер и така натаму. Сите тие компоненти во одреден сооднос по рецептура. Контрола некој доаѓа од Америка би прави? Не, нас ни зема цело време од готов производ ни зема примероци и то без да знаеме ние ги купуваат продавница, не е од кај нас. Мистери шоп? Мистери шопинг и се праќа во лабораторија во Ирска и оттаму дојдеш резултати. Дали си окей или не си окей. И да чукнемо дрво мишко, со години сме во плава зона, тоа е исполнување на квалитетот, на стандардот од 98% па нагоре до 100%. И сме една од ретките држави тоа што го постигнува. А и Пепси вложува многу во маркетинг. Вие кои се Меси со вас уште или? Да, сега Меси и овај Винисиус од Реал. Да? Да, за ова година. Секоја година има нови. А како си ги бираат? Кој знае тоа? Тоа, брат, тоа се не знам таму. Кои милионски суми се тоа? Не. А вие зашто мислам ние не ги знаеме тие договори. Да. А вие ама на пример ти ако сакаш како можеш да одиш на надпревар кај што игра Винисиус или не е тоа така едноставно, сите мислат дека кој е спонзор сега Пепси таму и дека ти можеш со Винисиус на вечера да појдеш. Значи не е тоа така. На пример јас сум мислел дека еве Сашо го знам и Сашо може преку заради Пепси да ми го договори Меси за интервју. Не може така и не ни може. Не може, ако се јавиш да нема, значи ни јасни, не знам кој да се јави, то треба
директорот на маркетинг што е на цела Европа, тој може да ти го договори. Ние што сме ботлери, по договор немаме никакви права на такви работи. Така да, јас што сум јас од Пепсиеве производител, за да одам на утакмица кај што Пепси е спонзор, например, во Лига шампиони е спонзор Пепси. Добро. И за таму треба ние да си платиме. Само ти ќе добијаме подобар Ред. подобар смештај таму. Тоа е бенефитот. Иначе се си плаќаме сами. Значи да не се занесам да ти кажем, ај директор јави се. Живе, брате. Нема интервју, односно ако го знаеш првиот на маркетинг Еднаш Европа. така еден ми рече во Прилепа, вика, тогаш беше многу актуелен текнува Бекам. Добро. Од Манчестер уште кој играше пред да појде во Реал и му беше спонзор Пепси. И вика, вика Бекам да го донесе на градски овде во Прилеп, не во Скопје. Нема грешка, јас се дубав како Арно што ти текна. Ама не, добро, имате комуникација сега, например, ја ако побарам не ти да ме поврзеш лично, сепак имаш комуникација со маркетингот на Европа. Не. Ја одам преку регионален, значи имаме поделени сме на региони, значи ние припаѓаме на овој Адриатик регион и само тука комуницираме. Значи ова како Европска унија, вие така функционираме на регионално ниво. Има еден човек од регионот кој што комуницира со Европа, а Европа комуницира со тој International, така да значи, хиерархија има огромна. Тука кој е главен за Европа? Што комуницира од овој регион со Европа? Сега ние реферираме на Белград канцеларијата е одговорна за Адриатик, а Белград реферира во Полска, а Полска реферира во Лондон, така да во Лондон е и таму хедквотер за само ме откажуваш, не се откажувам. Нема проблем, ти кажи, ќе пуштиме еден мейл, не е проблем. До Полска. Нема шанси тоа. Еве овде ко беа ти текнува Реал и Манчестер беа овде за Суперкупа. Пепси беше спонзор. Ние се оттепавме тоа што инвестирање. Абе тука беа играчите, ние не можевме да појдиме да се сликаме. Тоа е сосема друго, така што нашата новинарска работа дозволува, не говорам за Пепси сега, така што имате овде навивачки групи, Филе кој што, например, во Малта кој што не следи, тој со Меси се... Абе, јас сум се сликал со Роналдиньо. Не, тој имаше интервју со Меси доли на Да, добро, затоа ти но строги се процедурите за да стигнеш. Ја бидејќи сум водел и такви интервјуи и сум разговарал со... Добро, вие по новинарска линија може и побрзо да стасате од нас. Апсолутно, ја и со Дел Боске на Реал Мадрид сум правил интервју, меѓутоа од такви настани е многу тешко за било што да направиш, бидејќи се не од висок ризик прегруп збор, бидејќи тамо се внимава на се, затоа што гледаат милиарди, не сме ништо не се остава на случајност. Многу има новинари. Суперкупата, да. Но тешко е дека си од мала земја па да стигнеш, но некој треба добра некој да те препорача. Тоа може да биде и предност некојаш, така што тоа е тоа, но добро што е разјаснив и приказнат и добар пример ова со Бекам на стадионот, па не во Скопје, во Прилеп, не баре Бекам е Касандра. Така доаѓаш. Дајте малку се вратиме на бизнисот. Задоволни сте 2024 како ја заокружувате? 100 години, јубилеј голем. Овие бројки се од 2023 година, ја што ги имам 250 вработени, но рековме дека се 270. Имате, ова се приходи, предпоставам 35 милиони во евра, така? Сега ќе биде 45. Добро, ова имате 2023 односно 2022 13% раст, сега веројатно ќе биде поголем, имате профит пред додоночување 2,1 милион евра. Веројатно сега и тоа ќе биде голем. До сега по последните анализи повеќе ќе биде лани. Повеќе од 2 милиони евра. Вие сте акционерско друштво, така? И сега ајде да ги разбиваме тие митови. Тие 2 милиони евра не одат кај Сашко и кај Панте. Тоа е проблемот што луѓето мислат дека тие 2 милиони евра кај што ќе ги прочитаа на портали дека ние в джеб ги носиме. Не, джеб види 2 милиона не може сега ќе се примети, како се. Луѓето мислат дека в джеб ги носиме, некош опасно се да те нападне. Да. Значи тие тоа е профит кој што е остварен во работењето таа година. Тие
таа сума на пари се акумулира, се реинвестира во компанијата. Имаме една политика на незадолжување во банки, така да се финансираме од сопствени извори, од фактички од добивките. Па добро, Секоја инвестиција која што ја правиме од сопствени извори и тоа е последните 25 години така. Немате кредит 25 години. Да. Затоа вие од овие 2 милиони Абе, сега 2 милиони ќе останат тука. Може и ова година нема да се инвестира. Добро де. Година Ама ќе нема има да ги пак. потрошите така. Па, фала До година Богу. ќе има може 3, 4, 5 дај Боже да има, има па ќе уште се два. соберат 7. И ќе се соберат 4, 5, 7, ме разбираш, ама наш една линија која инвестиравме во 2013 година, таа за стакла баш беше промовирана тогаш по YouTube Аха. она, само таа линија беше 7 милиони евра. Така да, то треба да се собери и да се инвестира. И затоа велам, значи тие добивки не се ни за кај мене дома, ни в джеп, ни за кај сестра ми, ни за кај Петко Јанко. Тие се компаниски пари кои што се реинвестира и од тоа се гради фирмата и се инвестира развојот. А дивиденди се делат? Или Да, тоа се зависи од собрание на акционери? Па, одлучуваме од година за година, зависи од нашата политика дали наредната година имаме инвестиција поголема или не. Ако немаме планирано поголема инвестиција, носиме одлука за дел од добивката, не цела, дел од добивката, да се подели за дивиденда. Ако имаме поголеми инвестиции и некои планови за близок период, тогаш не делиме. Како правите планови за 2025 година? Од кога се прават плановите? Тоа е исто како септември месец. државата кога прави буџет, така планирате Од што како. септември месец почнува. И тогаш планирате оваа година ќе одиме повеќе на ДАП, на Крале Марко, Пепси толку, ова Тоа толку се само маркетиншки што ги кажуваш ти буџети. Значи тоа е само маркетинг. Не зборам за маркетинг, за производство говорам. За производството да, него се прави вкупни буџети, значи ние имаме таму неколку многу трошковни места. Секој сектор си има свој буџет. Дали од година во година, на пример, ова година ќе одиме повеќе со производство на, не знам, тоа пиво, ќе одиме со помалку на газоза, правите такви планови? Да, ние планираме Аха. што сега планот знаеш како некогаш се исполнува, некогаш нема, во основа се трудиме да бидеме најрационални и најпрагматични, да не предвидуваме нешто што е неостварливо. Ребаланс знаете да правите? Обавезно правиме ние во јуни. Например, ти си оценил дека Исто по држава, Мишко, ние Да. во јуни правиме ребаланс. ти си проценил дека на пример газоза ќе произведам произведеш помалку, толку, да. а Може пазарот биде бара повеќе. Да. И ти се трансформираш во Да. во од се трансформираш. Значи, не е проблемот производството што бара, односно продажбата. Тоа не е проблем да го направиш и без буџет, што се вика. Пошто ако Добре. бара ти пазарот, ти ќе Аха. купиш концентрат, шејкер и едно друго вода, имаш и произведуваш. Работата е сите други трошоци под тој производ. Значи не се секогаш на закачалка велам јас тие добавувачи, на пример, еве сега произведуваме во стакло или во лименки. Тие производители на празни лименки, ти ако имаш зголемување на продажбата, а не си го предвидел добро, и му се јавуваш во април месец или во мај, абе, мене ми треба уште толку лименки, тој ќе ти речи, извинете господо, мене ми е производството полно, следната количина која што може да ја добивате, може би е за октомври, ноември. Работници имате мака да најдете или? Како немаме сите имаме. Повеќе ви треба Ние сега да чукнеме дрво, за волја на вистината, оваа година, предходните две, 22 и 23 беа малце полоши. 24 имаме многу мала флуктуација на работна сила. Мислам дека задржавме, направивме добар баланс на пакетите за вработените да бидат задоволни така натаму. Ова година 25-та да речем, јас ова ја викам, ама еве ја сега. Работиме на тоа да биде уште по-задоволни и со тоа малце да поставиме една брана за одлив на кадри, пошто самите себе се најдовме во ситуација да ние едуцираме кадри, готови кадри ни одат за без веза во ви ги странство. зимаат? Во странство најчесто, ама тоа нас не боли затоа што еден кадар, посебно да го учиш во производство на такви машини софистицирани, 5 години треба да го научиш, а ти оди за
преку ноќ. Збориме за технолози или збориме И за технолози, инженери, се? машински, електроинженери Аха. и сите тие кадри се многу тешко првин да ги најдиш како кадри. Второ, кога ќе ги обучуваш, треба многу време да потрошиш на нив за обука и преку ноќ да ти замени стварно греф. И сега правиме напори и ова година се покажа то добро да колку толку се задоволат нивните потреби за да останат тука и мислам дека се на добар пат. Тоа беше Меѓутоа кадрите не си ода само заради, морам да потенцирам, неколку пати на неколку интервјуа истото го кажувам. Не секогаш платата е главниот фактор за одење од една фирма. во последно време да. Значи Не е. заминува многу добро платени кадри заминуваа надвор. Заради системот не Заради функционира. систем не функционира, нема здравство, нема правна држава, нема образование, нема ова. Многу, да речем, од помладиве генерации се иселија претходно и сега нас ни се случи добро платен кадар, му велиш шо е проблемов, ја рачунам на тебе, че растиш во иерархијата и така натаму, остани, че бидиш и подобро платен. Ти вели, ја не сум незадоволен од фирма и од вас директоре. Имам сосема солидна плата. Меѓутоа, верувајте, таа плата ја немам со кого да излезам да ја потрошам. А млад човек од 25-6 години. Сите другари ми се во Германија. Сега, видите, тоа е така, но во последно време забележувам незначителен е трендот, Да, има кои што некои се враќаат тренд назад. Да. но веројатно тоа го прават војните кои што обяснеат Русија, Украина, ако сакате, цел свет е практично полуден и некако, знаете, не е како порано кога ќе отидеш во Германија, Да. сега малку Па и Германија сега гледаме Да. дека не е баш. па никаде не е баш, никаде не е баш и постои тој пак е незначителен тој тренд на враќање, затоа што па не можеш па од една страна да ме убедиш дека тука си работел, си земал солидни примања и ти сега одиш, карикирам, во Шведска, таму чистиш или бојадисуваш и велиш дека ти е поубава. Знаеш, некако па си се подценуваш сами од себе си, меѓутоа тоа се па други теми на кои што ќе бараме одговор. И не можеме само за бизнисот да говориме. Па и овие 2 милиони евра, вака ако гледате, се во однос на приходите 35 милиони евра, значи пак колку е профитот? Е поприлично мал во однос на проценти, така? 6-7% се движи. Тоа не е мал. Овде во приходите претпоставам спаѓаат плати, мати, буквално се што е она во Приходите страната што идат, односно, а во расходите се платите и тие. Значи приходите се волку, расходите претпоставам па рачуни 33 милиони за да видиш 2 милиони за да видиш 2 милиона, 31 милиони имаш расходи. Така и тоа е добар бизнис. За наши услови е добар, за индустријата во Македонија окей, во нашава индустрија за речем сокови пиво. Јако да речем имаме примери конкуренцијата има многу повеќе во проценти добивка. Али имаме и други што ни се во истата индустрија конкуренти, па има многу пониска добивка, така да ние сме негде тука во средина. Меѓутоа за оваа индустрија надвор во Европа е процентуално е ниска добивка. Во ред, но математички гледано или ако сакате по дефиниција гледано, добар бизнис е затоа што сум вложил 10, сум потрошил не. Најбитно е што сум земал 10, сум потрошил 8, што немаме обврски за кредити, што работиме домајчински, тоа е најбитно од се. А зашто бегате од кредити? Абе, зашто? Значи, тоа ни е политика, ама не татко ми од времето, Бог да си опрости. Да. Уште пред 25-6 години си имале тој таму некогаш. Да, кредити, не знам што, 20 откачиле од банки и вика синко кредит никако. И на сестра ми, панде, значи ако можете да издржите без кредит, е најдобро да работите со сопствени пари, колку што имате, толку да инвестирате, а не да се залетувате, а после да ја завркните цела работа заради тоа што не можете да вратите кредит. Голем човек беше тој, имав можности и снимавме и разговаравме со него. И тој ама не ти остана до ден денеска и сне окей. Значи 2025 ви е нацртана веќе како што ќе оди? Очекувате ова што го кажа дека ќе би треба да видите подобри во однос на бројките, а 2025 приходи, добивка и така натаму се. Ковидот малку ве удари или не? Малце повеќе. Стварно? Да.
Па не знам Па кого што не ја го удри. мислев дека, например, кој има беа тие карантините, ки знакопиш пиво и седиш дома или сокови. Абе, сега, че Сето седиш ја го дома, гледам ама... од другата страна. Да, че седиш дома, ама сам не се пие. Па добро, да со жената или Па со жената, ама со жената. Може да едно се пиво, скараш. две пива ќе испиеш. Друго е да ти дојде на гости друштво па да гледаш утакмица, Да. така? Не, да не се шегувам. Да. Имаше сериозен. Имаше сериозен лош дроп. импакт. Да. Сериозно паѓање на приходите имаше и на добивката на се. Го намалите тогаш производството? Како не. Па првите 2-3 месеци, знаеш, кога беше локдаун, ние, не знам, и то што го успевме да го држиме производството како што е, пошто пивото е малце проблематичен процес. Тоа е, има одреден период кога одлежува, тоа е исто ко вино, ферментира, одлежува, и сега треба да се источи. Ако преодлежи, не чини за квалитет, така е. А ваму немаш излез, Да. немаш купување. И го намалуваш производството, ама имаш некој минимум до кај што можеш да одиш со намалување, пошто има квасец се употребува за производство на пиво. И тој квасец е жива материја, то се клетки. И сега, ако тој квасец заради немање доволно производство, варење на пиво, нема од што да се храни, тој умира. И ти имаш проблем после со квасецот да го направиш за индустријску потреба, повторно да го размножиш, и се пореметуваат циклусите на производство. И значи пивото за разлика од соковите е малце поголема наука, да речем. Сокот е многу поедноставно, имаш концентрати, шеќер, вода, тераш. Ова го правиш денеска, ќе го видиш по 30-40 дена. И мачка во вреќа. Да. Мислам сега карикирано, пошто во Така, текот така, на процесот ти го пробуваш, го испитуваш едно друго, ама додека не влези во шишите, ти не знаеш како ќе биде на крајот на дена. Државата ја малтретира или не? Не бе како. Не ни Па прави не ништо. гледам што може да прави, освен да реагира во акцизи во едно во друго. Па не малтретира со акцизи. Не е малтретирање, туку Само да малтретира. државата во сите овие години, се бориме. Таа акциза на крајот на нас ќе дојде. Асоциацијата на пивари и сокари при Стопанска комора многу пати сме направиле писма, дописи, образложенија до Министерство за економија и за финанси, па и до влада директно, каков е импактот на акцизата врз потрошувачката. Голем е? Огромен е. Ние сме држава со најголема акциза не во регионов, во Европа. На пиво. Колку е акцизата? Акцизата, значи, се пресметува по степен на алкохол Добро. пута волумен. Добро. Значи, на 1 степен алкохол е 4 денари. 5 степени е пивото, алкохол, то се 20 денари. Добро. Тоа е 20 денари на 1 литар. То се на хектолитар, таа е мерна единица за пиво, 100 литри, се 33 евра само акциза. Плюс на тоа оди ДДВ. И малтене, кој ќе видиш, например, во Германија или во Чешка, кај што се пиварски земји, таму е по 7-8 евра. Ние имаме 33. Па таму е поскапо пивото. Не, има и поевтино. Има? Сега, некам да пием поевтино. Не. Има и тук има поевтино. Пивото таму е поскапо, ама се прави повеќе добивки, брат. Кај нас од тој државата ни е, во наводници, ортак, преку акцизата и ДДВ-то. Ситуацијата со пиварството е таква кој што е. Значи, ние стагнираме, можевме да, например, 34 по литри по глава на жител, можевме да бидиме ко Србија, 70. А во Србија колку е акциза? Помала е, мислам дека е Помала е? 24-5. Ама таму знаеш колку е дизелот и бензинот. Таму е многу поскапо. Ке нас се поевтин. Ама тоа е работата сега. Ние кај горивото сме немаше поевтини. врска, ама чисто... Не, ама да, и сега нас не боли забока и пивото колку е акцизата, кај горивото ќе ти каже компаније за нафтени деривати. Да. Не, добро, ја чисто онака дека се вративме од пат и гледам, викам, колку е нафта у Србија, 90-100 е нафтата. 100 дена, 100, ако па не можеш да возиш, па ќе намалиш малку. Од нас акциза повисока, мислам дека има Турција и Шведска.
Турција исто. Еве еден апел до државата, ако е возможно, меѓутоа и таа прибира пари во буџетот, така што... Ама ние велиме дека истите пари ќе добија при пораст на потрошувачката. Пошто кога оди акцизата не сега, индиректно, туку директно дира врз нас. Акцизата рачуне 20 денари по литар, то на едно шише од 0,5 денари е 10 денари. Да. Добро. На 0,5 литра. Колку е просечна плата во Прилепска пиварница? Од прилика? Па сега е 40.000 просечна, треба да биде и то ние малце правиме интересна ги земаме главните директори, пошто учествуваме со малце повисоки примања, сакаме да видиме реалната плата просечна. 39.000 сега, а за следна година ќе биде на ниво на држава, мислам, и малце повеќе. Просечна. Плата на вработен, така? Да. Добро. Со Варџиевски на што не желиш пари? На што не желам пари? На шетање, на лепење. Не, мислам... На лепење во кафеа, на музика, на убав гледа- автомобил. Ако гледаш така Па се мора да се опуштиш малку природно, претпоставам не одиш само сега. Не, значи ја се опуштам колку да биде Сакаш шопинг, сакаш купуваш, што те прави кеф? Има нешто кеф што прави на душа? Абе, има многу работи, само да седаме вака со пријатели, да седам во кафана, прави кеф, ме разбираш, Да. не е битно колку е цехо на масата. Аха. Така да, за тоа не желам за да појдам негде на одмор еднаш годишно, али сега не е да биде претеризам од, не знам, 20.000 евра одмор, или 30. Така да, нешто што е најнормално, сега многу е тешко да кажуваш нормално, кога некој можеби нема ни до Така е. Крушево да појди, Така е. ама не претендирам да нешто збеснувам од некакви си работи. Најнормално. Па така и те перцепираме како нели, може да кажеш човек кој што може да се дозволи буквално Да, се, бе, како добро, изгледа многу- можам, јас не е проблем, изгледа ама некако не е многу тоа, нормално. разбираш. Да. Добро. Не ми е, окей. А деца ги учиш или Да. да не јас дисуваат или Децата се да чукна од добро воспитани, така да доаѓате до фирма? сега ги се држа под контрола некако. Сега кој ќе избега од да речем кој ќе излета од куќата наша по студи, ќе видиме што. Доаѓате во фирма? Идат од време на време, ма многу ретко. Не. Дури, имам еден пример, помалата, таа е 16 години, ова лето ми вика Да работам. да, вика нешто да работам, ама ќе работиш, велам, тоа што ти се дај да работиш, не тоа што сакаш да работиш. Нема да бидеш канцеларија. И велам, добро, каде? Во магазин ќе лепиш декларации таму. Како знаев дека таму си мислев дека или таму или сокови да полни. Не, и да лепи стикери на декларации, преведен на стикери со превод, Знам, на да. лименки кои што ги увезуваме, за да ги исполниме законските регулативи, треба да има лепенка со декларација на македонски. И то се прави рачно. И велам, повели, имаш дневница толку и тераш. И заработи си. Беше? Идеше една недела и дојде малце зорт од станувањето повеќе од колку работата. Не беше учена во 7:30 Цело работно време одиш? Да. И после кога ги зеде парите, па беше кевоите, па овие не ги трошам, па овие ваму Ги таму. малтретираш деца. Не бе, брат, јас да ти кажам ова никој не го знае. Значи јас со сестра 2 милиона, дојди тука Јас да со лепеш на сестра, летница. да бе, да, Се шегувам, така треба да биде. речи Така го, треба да биде. Татко ми бил директор 40 години, не 40 работен стаж, ама од тие 40 20 бил директор. Да. Јас и сестра ми, јас 8, не, таа прва, јас 6-7, продававме на плоштад сладолед во Корнети. Ми го кажуваше тоа. Дека уште од мали работни навики и на Еден месец и у пивара продававме сладолед прави. во Корнети. Оне што се врти. Да, После јас работев прва година средно за време на летен распуст продавав на вуница и текстил на кило. Во еден клучен од братучет на пазар. Зашо те шалтало такви на... Јас сакав да работам. А ти сакаш? Да, Зашо бе. не отиде у Прилепска пиварница? Не, таму тогаш беше државно, не можеш така да работиш Аха. како надничар. Ова беше приватна фирма од братучет и продаваше такви работи, ја работев
да речем 2 месеци таму. За без дневница. Само за ручек. Јас Така да, и то прва, то значи сум имал 14-15 години. ти благодарам многу што одвои време, конечно се договоривме, еве време е да одморите бидејќи фаќаат и католичките празници и католички Божик и Нова година. Божик. После Божик се бара повеќе сега пијачка, поголема е производството. Баш од сега од оваа недела почна така на големо да се зголемува продажбата, да. Што овие две недели се клучните на крајот од годината, кога расти продажбата, разбирливо. Колку прават разлика? Многу. Значи овие 2 недели може да направат разлика од 5, 6, 7 пати према претходно. Имате финти од ние 3 пепси едно гратис? Едно гратис нема, че има такви пакети. 2 пиво едно гратис, нешто. Вие имавте такви ги правите тие. Да. Ние почнавме со тие финти. Да. Пред добро, не е финти 25 години. Пред 25 години ги правев. Да. 3 плюс 1 гратис. 3 плюс 1 гратис пакетчиња. Да. Нека ви се исполни се што сакате во 2025. Многу успех, продолжите понатаму да бидете една од најуспешните компании во Македонија. Благодарам многу, фала ти еве вака за приликата да си направиме еден добар разговор. Ми беше чест и мило ми е што сум дел од твоја емисија. Ти посакувам и тебе многу успех наредната година. Благодарам. Биди успешен како и досега, со многу гледаност и да се видиме повторно за да си поприкажиме убави работи. За настои првата годишнина која ќе го отвориме вториот век од постоењето. Благодарам многу. Сашо Самарџиевски или Сашко Самарџиевски, прв човек на Прилепска пиварница во бизнис муабети на Фактор МК. Вам почитувани ви благодарам што бевте со нас, благодарности и до Форманова, не забравајте посетете го нивниот сајт formanova.com.mk, затоа што можете, доколку сакате да реновирате, да видите буквално се што ви е потребно за вашиот дом. Имаат попусти, новогодишни попусти имат и во Ангел, Тренд. Тоа е она се што ви е потребно за дома, Home Center, значи она што го гледате како новогодишен амбиент кај нас. Се гледаме ние повторно за 7 дена. Довидување.